Добро вечер во емисијата 360 степени на Алсат. Еве ги темите за ова издание. И додека сите се жалат на повисоките цени, проверките што ги направивме не донесоа до еден зачудувачки податок. Во време на најголемата економска криза во земјава се увезени рекорден број нови автомобили во последната деценија. Како? Колку е стабилно парламентарното мнозинство? Во една ваква ситуација, моја сугестија е прво се размислува за на широка коалиција. Dhe unë nuk mund në pafundësi pra me sy mshel pra të votoj gjithçka që do vjen nga ekzekutivi I Artan Grupi. Европската политичка заедница идеја на Макрон во Прага ќе го има првиот самит. Дали се промовира алтернатива на проширувањето? Absolument pas. C'est certainement pas un substitut, c'est quelque chose qui est parallèle. Гледате го само составот на поканети земји. Колку е реалистична целта што ја постави владата Северна Македонија да стане членка на ЕУ во 2030-та? Mislim da je postavljen dobro ovog trenutka kao jedan ambiciozan cilj. Da li je on realan, to niko ne zna. Ако е ова доволна провокација, останете на Алсат и по рекламите за да ги видите сториите. Вие сте со 360 степени. Во период кога поскапената живеачка е реалност, очекувано е да се стега ременот. Но проверките што ги направивме изминатите недели не доведува до неочекуван заклучок. Наспроти очекувањата за штедење, во првите 8 месеци од годинава има рекорден увоз на нови автомобили во земјава. Најмногу во последните 10 години за тој период од годината. Во исто време, регистриран е рекордно низок увоз на половни автомобили. Зошто и како, одговорите ги бараше Даниел Василев. COVID-19 пандемијата беше при крај кога Европа ја зафати енергетска криза. Кога се изгледаше лошо, стана и полошо. Војната во Украина само го забрза поскапувањето на енергијата, а го потресе пазарот и на други производи. Пченицата, сончогледот, металите, а светот одамна е глобално село. Цената на млекото достигна 80 денари. Во маркетите веќе се испорачани производи со повисоки цени. Побрза сите да ги наполнат резерварите по стара цена. Од 1 јули струјата поскапува во просек за 7,4%. И додека сите се жалат на повисоките цени, проверките што ги направивме не донесоа до еден зачудувачки податок. Во време на најголемата економска криза во земјава се увезени рекорден број нови автомобили во последната деценија. Како? Нов или увезуван автомобил? Ова е дилема што ја имаат возачите на секаде во светот. Но во земјава, барем во поновата историја, секогаш натежнувал изборот да се купи на старо. Не е тајна дека платите во земјава се такви што многу семејства не ни помислуваат да купат кола од салон за нови автомобили. Па и нас не изненади откритието дека токму во оваа кризна година наеднаш пораснал увозот на нови автомобили. Според податоците од Царинската управа, од почетокот на годинава до крајот на август увезени се вкупно 4983 нови автомобили. Лани во истиот временски период биле увезени околу 20% помалку или 3945 нови автомобили. Ако се вратиме на назад една деценија, нема година во која во првите 8 месеци биле увезени толку нови автомобили како тековнава. 360 степени побара објаснување за овој феномен од повеќе увозници на нови автомобили, но на разговор се нафатија само од еден. Маја Стојановска е извршна директорка на компанијата Autotrade и во автомобилскиот бизнис е 15 години. Според неа, растот на увозот на нови автомобили е само стабилизирање на пазарот кој бил нарушен со COVID-19. Не би кажала дека зголемување на продажба и дека имаме нешто евидентно поголема поверувачка на автомобили, туку би кажала дека пазарот полека заздравува после оној удар што го имаше во 2019 година од пандемија и во 2020 година како резултат на недостаток на чипови. Стојановска не е оптимистка дека стабилизацијата ќе продолжи. Очекува допрва да се почувствуваат последиците од кризата. 6.000 автомобили на годишно ниво е навистина многу мала бројка.
автомобилскиот пазар во Македонија на нови автомобили е многу високо сензитивен на сите економски и политички промени. Значи, сека економска криза или политичка криза кај нас или во регионот, значи веднаш ја осеќаме и се рефлектира во продажба на нови автомобили. И додека пазарот на нови автомобили макар и само привремено расте, бројките од царината покажуваат дека во исто време паѓа увозот на употребувани автомобили. До крајот на август годинава се увезени 13.630 половни возила, што е најмалку споредено со сите години од последната деценија. Еден исклучок е 2020 година, кога почна пандемијата. Тогаш биле увезени околу 12.600 користени автомобили. Во недобрите години, како во 2010-та, во земјава влегувале и по 37.300 половни коли. Славчо Матески го води салонот Олимпија Моторс Аутлет, кој продава употребувани возила кои вообичаено не се постари од 5 години. Тој вели дека податоците за увоз на стари автомобили на царината кореспондираат со продажбата. Оваа година бележиме намалување на продажбата во однос на претходните 3 до 4 години. Причината за падот на увозот на употребувани автомобили Матески ја гледа во серијата настани предизвикани од пандемијата. Вирусот го намали производството на репроматеријали. Тоа го намали производството на нови автомобили, што пак ја зголеми побарувачката, а и цената на старите автомобили. Бројот на автомобили кои што беа на европските пазари на тие платформи од каде што ги набавуваме ние половните возила, а и бараните модели кои што се соодветни за овој пазар, скоро и да ги немаше, а и тие што ги имаше цените порасна од 20 до 30% нагоре. Па на тој начин и се намали увозот и продажбата на користени возила. За разлика од ставовите на увозниците на нови и на половни возила, наидовме и на трето толкување зошто увозот на нови автомобили во Македонија расте, а се намалува увозот на половни. Новинарот Крумислав Барзов, кој повеќе од 20 години го следи автомобилскиот пазар, гледа оптимистички на бројките како на знак за подновување на возниот парк во земјава. Од самото осамостојување на нашата држава, просечната старост на возниот парк е 18 години, што е извонредно стар возен парк. Пред се тоа се одразува на безбедноста во сообраќајот и сочувувањето на најскапоценото, тоа се животите на луѓето. Според Барзов, завршува времето во кое се купувало употребуван автомобил од повисока класа наместо нов од пониска. Порано ние купувавме автомобили за да си ја задоволиме суетата и купувавме автомобили за комшиите. Гледајте ме, чудете се. Оттаму имавме огромен увоз на употребувани возила кои беа од поскапата класа, да кажеме премиум возила, но сватија луѓето дека немаат пари ниту да ги одржуваат, ниту да ги задоволат тековните потреби на автомобилот, како што се менување гуми или сервисирање. Па оттаму сега се вртат на порационалниот избор. Во последната деценија во земјава се увезени вкупно 277.268 половни автомобили и само 48.284 нови. Или во просек, на еден нов автомобил биле увезувани 5 употребувани. Годинава тој просек е многу подобар. На еден нов автомобил се увезуваат 3 употребувани. Можно ли е токму поскапувањето да го помести со односот во полза на новите коли? Од врвот на власта во континуитет повторуваат дека мнозинството е стабилно и дека брои 64 пратеници. Но во континуитет се повторуваат и превирање и солирање на дел од пратениците од мнозинството, што креира перцепција за негова кршливост. Славица Филиповска им пристапи на оние за кои впечатокот е дека се најколебливи и ги праша за нивниот моментален, но и иден статус. Освен ваквите саботажи од опозицијата, власта наврат ги има и поделбите внатре во коалицијата, со постојан ризик некои од пратениците да одлета од матичното гнездо. Најнова е тензијата во ДУИ. Се бара одговорност од извршната власт на чело со Артан Груби, а меѓу бунтовниците се и двајца пратеници, Изет Меджити и Мерита Коџаџику. Важни за Јонака
кревкото парламентарно мнозинство. Кечевери сила сигурикател депутат. Меджити и Коџеџеку на последната седница не се појавија во законодавниот дом. Никаква промена во нивниот статус и нивниот пристап не е најавена, така што се дел од пратеничката група на ДУИ и продолжуваме заедно како силно мнозинство. Por ndryshe, nuk ka asgjë shqetësuese, nuk ka asgjë nga ajo që flitet e përflitet, krijohet parti tjetër, krijohen parti të reja. Nuk ka. Премиерот е мирен, барем така вели. Сигурен сум дека имаме владино мнозинство. Како и еден од најверните коалицијски партнери. Qeveria është stabile për shkak se ka një mbështetje të jashtëzakonshme të bashkisë ndërkombëtare, sidomos Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe të Bashkimit Evropian. Од 120 пратеници во законодавниот дом, 64 засега се на владеачката страна. 15 мина се од ДУИ. 4 со фотографија на собранискиот сајт стојат како дел од алтернатива, иако Скендер Реџепи уште летото најави дека ќе делува независно. Уште еден, Кастриот Реџепи со фотографија заедно со пратениците на БЕСА, но и тој делува независно. Дел од мнозинството и Мендух Тачи од ДПА. Останатите се дел од коалицијата Можеме, предводена од СДСМ. Со оглед на тоа што потрес имаше во ЛДП, а како се уште да ги има во Демократски сојуз, ја прашавме пратеничката на СДСМ, Снежана Калеска-Ванчева, каква е атмосферата во мнозинството по сите случувања, вклучувајќи ги и поделбите во ДУИ. Мислам дека ваквите случувања, барем до сега како што знаете и вие и јавноста, покажале дека тие немаат влијание во она што значи владеачко мнозинство и она што значи коалицијски договор. Мислите дека во секој момент за кое било прашање имате потребната поддршка во парламентот како мнозинство? Па да, сметам дека е тоа така, затоа што се до оној момент додека се почитува владината програма, она што како коалициони партнери се договориле за правците по кои што треба да се движи ова општество, оваа држава, раководена од мнозинството, од ова владеачко мнозинство, не гледам причина зошто би имало некакво влијание. Од пратеникот Скендер Реџепи кој се дистанцира од матичната алтернатива, засега нема најави за дистанцирање од мнозинството. Јас веќе сум дел од парламентарното мнозинство согласно договорот со владата односно заедничките програмски определби кои станаа и дел од владините определби, кои треба да се реализираат во времето што доаѓа. Тоа е главниот услов, но секако има и други услови од кои зависи моето присуство во ова мнозинство. Верувам во заедничката подготвеност и продолжувањето на добрата соработка со владата. Во спротивно за другите опции, јавноста ќе биде благовремено известена. Власта нема бланко поддршка ниту од Демократски сојуз, партијата на Павле Трајанов, кој е единствениот нејзин застапник во собранието. Пратеникот се смета за дел од мнозинството, но отворено размислува за други опции. Мислам дека за сега нема услови за ново парламентарно мнозинство, нити пак некој за тоа веќе разговара. Помина таа тема и сега можеби поблиско сме да се отворат други прашања сврзани околу тоа дали треба да се организираат предвремени парламентарни избори или пак треба да се оди до крај на мандатот. Во една ваква ситуација, моја сугестија е прво да се размислува за една широка коалиција, во која ќе бидат вклучени сите парламентарни партии. Мислам дека на тој начин ќе се вклучат сите можни капацитети во државата за надминување на предизвиците со кои што се соочува сега нашата држава. Што разбирате под широка коалиција? По широка коалиција да влезе во таа коалиција ВМРО, ДПМН и другите опозициони политички партии. Веднаш мислите? Па мислам тоа треба како тема да биде. Тоа е една од клучните теми. Втора тема, се разбира, треба, веќе за тоа зборував, треба да биде договор за потреба да одржување на предвремени избори, врзано со промените на уставот, бидејќи ако секојдневно ние слушаме дека има пратеници од опозицијата, има не знам, а во суштина во парламентарното мнозинство нема единство околу ова прашање. Трајанов смета дека владата е сервилна кон ДУИ, но
Дали во ВМРО ДПМН гледате кредибилен партнер со кој може да владеете? Значи, многу сме далеко од било каква соработка со друга политичка партија. Средбата на огнената група со лидерот Али Ахмети во четвртокот делумно ги спласна тензиите во ДУИ, но не ги затвори отворените прашања, па и за стабилноста на мнозинството. Ju me Merita Kogjagjikun bashkë në listën e të paknaqurve, brenda LSDM-s një numër i madh i deputetëve të paknaqur. A gjatë bisedimit me Ahmetin, a ndjente rrezikun e humbjes shumicës? Në rast se nuk i plotson kërkesat? Kjo qeveri sillet sikur i ka 80 deputet, në fakt ka 64 deputet. Dhe po ndryshe unë nuk mund të votoj gjithçka, domethënë kur një pjesë meritore e BDI-s pra është e përjashtuar nga vendimarrja, është e përjashtuar nga politikbërja, është e përjashtuar e pa informuar domethënë për qeverisjen e BDI-s. Dhe unë nuk mund në pafundësi pra me sy mshelt pra të votoj gjithçka që do vjen nga ekzekutivi i Artan Gruvit. Dhe ajo mund të jetë domethënë një hap i arshëm ku do votoje që është e mirë, por nuk e votoje që nuk është e mirë. Меджити уверува дека не размислува да се отцепи од матичната пратеничка група, но аналитичарот Сефер Селими смета дека револтот во ДУИ не треба да се занемарува, особено што мнозинството има проблеми и во мирни времиња. Сепак, вели, односот кон пратениците не треба да биде однос како кон гласачка машина. Në këtë rast, në këtë moment, ajo gjithsesi që mund të interpretohet si inat personal i zotit Medjiti ose ndonjë deputeti tjetër kundrejt ndonjë ministri, megjithatë do duhet të ishte normale në një demokraci funksionale ku deputeti gjithsesi që mund të pajtohet ose mund të mos pajtohet me një projekt liç ose me një iniciativë të sjellë qoftë nga shumica, qoftë nga opozita apo edhe nga vetë ekzekutivi. И додека ДУИ гаси внатрепартиски пожар на јавна сцена, нивните опоненти не отфрлаат опцијата за влез во владата. Од Алијансата за албанците велат дека иако досега никој не ги контактира за учество во мнозинството, доколку стигне предлог, ќе го разгледаат. Unë mendoj që në të gjitha format dhe të gjitha mënyrat kjo qeveri do mundohet ta çojë mandatin deri në fund, sepse ka përgjegjësi mjaft të mëdha para vetvetes, ka politika me cilët ndoshta do të arrijë të rikuperojë një numër të madh të votave të cilët i kanë humbur, posaçërisht partia më e madhe e qeverisë së LSDM-ja, dhe gjithsesi që nëse fillojnë negociatat do të mundohen të poentojnë në këtë aspekt, që në zgjedhjet e ardhshme të kenë mundësi të jenë përsëri pjesë e qeverisë. Претходната седмица која помина во знакот на превирањата во ДУИ, заврши со викенд фотографија на дел од огнените со Кастриот Реджепи. Пратеникот кој лани во ноември ја растори приказната за ново мнозинство, не одговори на нашите прашања. Како треба да се разбере фотографијата и дали можеби го преиспитува учеството во мнозинството. Само ни посочи дека изјави за медиуми ќе дава од четврток па натаму. В четврток во Прага ќе се одржи првиот самит на Европската политичка заедница, чие воспоставување доаѓа по иницијатива на францускиот претседател Емануел Макрон. Од првото споменување на идејата, едно прашање се поставува постојано. Дали Макрон и ЕУ смислија втора утешна лига за државите што нема да станат членки на Унијата и дали тоа се однесува и на Западен Балкан и Северна Македонија? Владимир Мирчевски. Се почна во мај оваа година со говорот на францускиот претседател Емануел Макрон во Европскиот парламент во Страсбург. C'est notre obligation historique que d'y répondre aujourd'hui et de créer ce que je qualifierais aujourd'hui devant vous une communauté politique européenne. Макрон, чија земја во тој момент председаваше со Европската Унија, беше под притисок да најде соодветен одговор на барањата на Украина за зачленување во Унијата, процес кој во нормални околности трае со години. La rejoindre ne préjugerait pas d'adhésion future à l'Union européenne forcément, comme elle ne serait pas non plus fermée à ceux qui ont quitté cette dernière. Официализирањето на идејата лансирана во мај се случи во јуни, на крајот на француското председателство. Mais nous devons penser de manière beaucoup plus rapide et stabiliser notre voisinage. Et en quelque sorte, il faut être aussi honnête, on n'a pas vocation à tous habiter la même maison, mais on partage la même rue.
Макрон никогаш директно не рече дека Европската политичка заедница значи крај за проширување на Европската унија, но стравувањата дека се промовира втора Европска лига во која би играла и Северна Македонија останаа. Дали се оправдани? Во Прага, главниот град на Чешка, земјата која е актуелен председавач со Советот на Европската унија, за 3 дена ќе се одржи првиот самит на Европската политичка заедница. Покрај 27-те земји членки на ЕУ, поканети се уште 17 други европски држави, меѓу кои Велика Британија, Норвешка, Швајцарија, Турција, Украина, Молдавија, Грузија, како и 6 земји од Западен Балкан. Делегацијата на Северна Македонија ќе ја предводи премиерот Димитар Ковачевски. Има неколку непознати во равенката. Првата е дали воопшто ќе се нарекува заедница, зашто тој термин не е многу по волја на некои држави кои ја преферираат формулацијата форум. Допрва ќе се утврдува и што точно ќе работи оваа заедница или форум, како ќе функционира, колку често ќе заседава. Во услови кога проширувањето на Европската унија не се движи со посакуваната динамика, кога во некои кругови се заговара и запирање на тој процес, легитимни се стравувањата, особено во Западниот Балкан, дека Стара Европа преку оваа нова заедница сака да создаде унија од втор ред. За овие дилеми 360 степени побара одговор од земјата иницијатор, Франција, и од владата на Северна Македонија. Францускиот амбасадор Сирил Бомгартнер ги отфрла тезите дека станува збор за иницијатива замена за проширувањето. Вели треба да се има на ум дека во првата половина од годината за време на француското претседателство со Унијата, проширувањето доби динамика каква што не се случила во последните 10 години. Северна Македонија и Албанија ги почнаа пристапните преговори, а Украина и Молдавија станаа земји кандидати. Donc ça serait quand même très curieux qu'au moment même où on accélère en fait le calendrier de l'élargissement, on conçoive un projet qui viserait à se substituer à celui-ci. Ça serait absolument incohérent politiquement et l'objet c'est pas du tout celui-ci. L'objet c'est le contraire. C'est de dire qu'aujourd'hui, dans le monde tel que nous le connaissons aujourd'hui, marqué notamment par l'invasion par la Russie de l'Ukraine, on a plus besoin que jamais de développer des solidarités entre membres de la famille européenne au sens large, au-delà même de l'Union européenne. Et donc ça veut dire, d'une part, qu'il faut effectivement, tout en respectant les règles et les principes, aller aussi vite et efficacement que possible dans le processus de l'intégration européenne, de l'élargissement pour les pays qui sont concernés, et c'est notamment le cas des pays des Balkans occidentaux, mais qu'en parallèle, dans un cadre encore plus large, qui inclut aussi des pays comme potentiellement le Royaume-Uni, qui vient de sortir de l'Union européenne et qui n'a pas l'intention d'y rentrer pour autant que je sache, avec ces pays de pouvoir avoir un dialogue politique renforcé et de pouvoir s'entendre sur des coopérations qui soient vraiment utiles et d'intérêt commun. Ако не е замена за проширувањето, тогаш кој е интересот на земјите од Западен Балкан и на Северна Македонија од членувањето во иницијативата на Емануел Макрон? Pour les pays, notamment des Balkans occidentaux, l'intérêt de cette démarche, c'est ce faisant de pouvoir avoir, premièrement, un canal de discussion régulier au plus haut niveau avec en particulier les pairs européens, mais aussi de pouvoir profiter de façon pratiquement anticipée davantage de la coopération. Parce que, à terme, les États des Balkans occidentaux, y compris évidemment la Macédoine du Nord, ont vocation à rejoindre l'Union européenne, donc d'avoir tous les bénéfices et les avantages qui s'attachent à cette appartenance, mais il s'agira d'un processus qui sera assez long. Et donc c'est très utile d'ores et déjà de pouvoir, sur des sujets vraiment stratégiques d'intérêt commun, sur un pied d'égalité, s'entendre sur des formes avancées de coopération. Во пресред на најтешката зима за Европа по Втората светска војна, енергетиката се наметнува како приоритет број 1. Францускиот амбасадор потврдува дека е можно од самитот во Прага да произлезе конкретна помош или барем конкретна најава за помош за Северна Македонија во делот на енергетиката. Et donc je pense que la Macédoine du Nord probablement pourra avoir un discours assez fort aussi sur le besoin de traiter cette question énergétique dans le cadre de la communauté politique européenne. Et l'idée, c'est que ce soit un organe où on discute au plus haut niveau régulièrement sur un pied d'égalité, mais c'est que ces discussions débouchent sur des coopérations concrètes et qui soient vraiment utiles. Et c'est clair que si on arrive
dans le domaine de l'énergie en particulier, à s'entendre sur des mesures qui sont vraiment d'intérêt pour les États participants, pour les citoyens des États participants dans le contexte actuel, je crois que du coup l'avantage de ce forum apparaîtra de façon évidente aux yeux de tous, rapidement. Министерот за надворешни работи Бујар Османи, кој ќе го придружува премиерот Ковачевски во Прага, воопшто не стравува од тоа дека Европската политичка заедница може да биде субституција за проширувањето на Европската Унија. Гледайте го само составот на поканети земји. Тоа се 44 земји, вклучувајќи го и Обединетото кралство, Норвешка, Швајцарија, кои што немаат ни амбиции да влезат во Европската Унија. И самото нивно партиципирање таму, па дури и други земји од типот на Азербејџан и така натаму, зборува само по себе дека темата не е Европска Унија и проширување, туку консолидирање на политичкиот диалог во рамки на европскиот континент, во пресред на предизвиците пред кои се наоѓа светот, посебно Европа. Така да можам да кажам дека има елементи на комплементарност со политиките на Европската Унија, меѓутоа во никој случај не навлегува во делот на проширувањето. Во однос на конкретните очекувања од собирот во Прага, шефот на дипломатијата најавува координиран настап на земјите од регионот за енергетските предизвици. Дадов насока на моите политички директори да комуницираат со хомолозите од земјите од Западен Балкан, за да таму заеднички ја покренеме оваа тема, односно потребата од внесување на Западен Балкан во политиките на субвенционирање поради последиците предизвикани од енергетската криза. Ја имаме ситуацијата со разговорите со Република Бугарија по однос на купување на електрична енергија, каде очигледно некои европски правила кочат постигнување на билатерален договор за купување електрична енергија и мислам дека навремена платформа и соодветна платформа каде што ќе треба да ги отвориме овие прашања посебно во делот на енергетската криза. Председателот Стево Пендаровски изминатиот викенд во Софија ја отвори темата пред европските представници. Од председателката на Европската комисија Урсула фон дер Лајен побара Европската Унија да ја компензира разликата меѓу цената на струјата што ја нуди Бугарија и онаа што е подготвено да ја поднесе нашето стопанство. Според најавите, самитот на Европската политичка заедница во Прага е шанса барањето на Пендаровски да напредува кон реализација во следните недели, додека температурите се уште се над нулата. Тоа е шанса и за Европската Унија да поправи дел од својот нарушен имидж во земјава. Продолжуваме со комплементарна тема. Следува кратко интервју со поранешниот главен хрватски преговарец со Европската Унија Владимир Дробњак. Тој е ангажиран од владата во Скопје како надворешен експерт во процесот на пристапни преговори, што беше повод да го прашаме за дел од искуството на Хрватска додека преговараше за членство во ЕУ и за плановите, капацитетите и перспективите на Северна Македонија. Со Дробњак разговара Владимир Мирчевски. Господине Дробњак, владата која ве ангажираше како надворешен експерт, ја постави 2030 година како рок за завршување на пристапните преговори и за членување на Северна Македонија во Европската Унија. Како човек со големо искуство во процесот на пристапување, дали сметате дека овој рок би изгледа реалистичен? Рок е vrlo ambiciozan, ali mislim da je postavljen dobro ovog trenutka kao jedan ambiciozan cilj. Da li je on realan, to niko ne zna. Hrvatska je znala datum ulaska, godinu ulaska, 6 mjeseci prije nego što smo zatvorili posljednje poglavlje. Dakle, mi smo godinama pregovarali, a da nismo znali kada ćemo ući. Jer to nitko ne može znati. Međutim, mora postojati na početku nekakav rok, makar samo zadani rok, i tu je važno biti ambiciozan. 2030. je ambiciozna, da li je realna vidjet ćemo, ali ja sam siguran da će Sjeverna Makedonija sasvim sigurno ući u Evropsku uniju. U ovoj fazi, kada nitko ne može dati i ne pogoditi godinu, mislim da je 2030. ambiciozna, ali dobro postavljena kao cilj prema kojem treba težiti. Кога Црна Гора ги почнуваше пристапните преговори, а тоа е пред 10 години, опишувајќи го хрватското искуство и комплексноста на целиот пристапен процес,
во еден јавен настап во Подгорица рековте замислете си нешто најтешко и потоа додете уште малку. Дали овој ист опис се уште важи и би важил за Северна Македонија и за нејзиниот процес на пристапување? Važi i za Sjevernu Makedoniju. Ja sam htio tada reći da su pregovori nešto najteže u administrativno-pravno-političkom smislu, jer pregovori su kombinacija politike, vanjske i unutarnje, kombinacija prava, administrativnih reformi, komunikacije i ukupne transformacije društva. I oni su nešto najteže u stručnom smislu što država u jednom svom razdoblju može proći. Svaka generacija pregovora je specifična i svaka generacija pregovora je teža na svoj način. Vaši pregovori se odvijaju po istim pravilima kao i pregovori s Crnom Gorom, ali rečenica koju sam rekao u Podgorici, da, mogu je ponoviti u Skoplju. Кој сегмент од преговорите со Европската Унија беше најтежок за Хрватска? Za nas konkretno najteže pitanje je bila brodogradnja, ako govorimo o pregovaračkim poglavljima. I zbog toga što je ulazak u Uniju tražio temeljito restrukturiranje hrvatske brodogradnje i bitno smanjivanje korištenja državnih subvencija za brodogradnju. Brodogradnja je važna i velika industrija koja zapošljava puno ljudi u Hrvatskoj i to je bio po meni najveći izazov, ali ne daleko od jedinog. Ali spominjem brodogradnju kao primjer da svaka država ima svoje specifičnosti i nešto što je najteže za jednu zemlju ne mora biti, vi sasvim sigurno s brodogradnjom problema imati nećete. Можете ли да видите од сегашна гледна точка, од почетокот, кој би бил најпроблематичен дел за Северна Македонија? Pa to je teško ovog trenutka reći. Kada govorimo o pregovorima, vodite računa da postoje velika područja pregovaračka koja traže ozbiljna ulaganja i dubinske reforme. To su poljoprivreda, to je veterina, to je zaštita okoliša, ekologija. To su ne samo teška i velika poglavlja, nego poglavlja koja traže značajna ulaganja. I također tržišno natjecanje, to je poglavlje broj 8, koje zapravo se svodi na maksimalno reduciranje i ukidanje subvencija. Smisao pregovora je da postigne taj stupanj usklađenosti i razvijenosti države da ona može odgovoriti izazovima slobodnog tržišta. I da bi to mogla, potrebna je dubinska reforma. Koje će poglavlje biti najteže za Makedoniju? Ponavljam, teško mi je reći, ali mislim da bi to mogla biti poglavlja 8, 11, 12, dakle tržišno natjecanje, poljoprivreda, veterina i okoliš. Македонија ќе ги води преговорите според новата методологија за пристапување. Што мислите вие за оваа трансформација во пристапниот процес? Што мислите за новата методологија? Nova metodologija tek treba biti testirana u praksi. Srbija i Crna Gora su prihvatile novu metodologiju nakon dugih godina pregovora po prethodnoj metodologiji. Sjeverna Makedonija i Albanija kreću od samog početka po novoj metodologiji. Nova metodologija je teška, ali u novoj metodologiji, ako pažljivo čitate dokument, stoje rečenice da nova metodologija ima za cilj ubrzati pregovore, učiniti ih istovremeno i težim, ali i bržim. Trebamo vidjeti kako će to izgledati u praksi. Ideja sa 7 klastera. Mislim da bi to moglo ići dobro za Sjevernu Makedoniju, ali treba čim prije krenuti. To je najvažnije ovog časa. Така наречениот француски предлог во земјава предизвика и се уште предизвикува бранување на политичката сцена. Имате ли вие став за преговарачката рамка за Северна Македонија и дали таа излегува надвор од вредносниот систем на Европската Унија? Pa vi imate, dakle, jako je teško odgovoriti na ovo pitanje u smislu da imate dva osnovna temeljna vrijednosna okvira Evropske unije. Jedan je pravni okvir koji je vrlo
precizno se može mjeriti, a to je svi dokumenti, sva zakoni, sva regulativa koju treba usvojiti. Drugo su etička, politička, moralna, ljudska načela i mi dijelimo evropske vrijednosti i mi pripadamo evropskim vrijednostima. Mislim da je u slučaju Sjeverne Makedonije, mislim da mi, posebno Hrvatska, vrlo dobro poznajemo, prepoznajemo i podržavamo vaše osnovne ciljeve obrane i zaštite nacionalnog identiteta. Mi to jako dobro znamo, koliko je to važno i koliko je to teško i tu imate našu punu podršku. Mislim da i Europa to razumije. Ovog trenutka ono što je najvažnije i koristim priliku ovog intervjua je da cijela javnost Sjeverne Makedonije postane svjesna činjenice da su pregovori otvoreni. Otvaranje pregovora nije samo simboličan čin. Otvaranje pregovora znači da vi prelazite u jedno novo operativno stanje, da se vama jedna ogromna nova prilika otvara i tu priliku treba maksimalno iskoristiti i stvoriti dobar momentum. Vi ste čekali jako puno godinama da se otvore pregovori. Pregovori su otvoreni i mislim da je važno da ne samo državna uprava, novinari, političari, javnost, civilno društvo, svi počinju razmišljati u toj kategoriji. Vi niste sada samo država kandidat. Vi ste država kandidat koja pregovara. I mislim da je to potrebno da ta svijest se usadi u najširi korpus makedonskog društva. Srbija i Crna Gora веќе долго време преговараат. Северна Македонија и Албанија само што почнаа со преговорите. Што мислите каков пристап ќе преземе Европската унија во однос на приемот на нейните земји членки од регионот? Дали тоа ќе биде групен пристап или пак ќе се иде на поединечен? Да кажеме во 2013 година Хрватска влезе сама во Европската унија. Da, Hrvatska je jedina država uz Grčku koja je ušla sama. Sve ostalo su bili u skupinama. Danska, Velika Britanija i Irska, pa ste imali Španjolsku i Portugal, pa ste imali Veliki val, pa ste imali Austriju, Finsku, Švedsku i onda Veliki val. Međutim, svi ti krugovi proširenja do našeg nisu imali metodologiju benchmarka. Mi ih prevodimo riječ benchmark sa mjerila. Metodologija benchmarka, koju imate i vi, maksimalno individualizira proces. Jer ne dobivaju sve države iste benchmarke, niti dobivaju isti broj benchmarka. Dakle, benchmarki koje će dobiti Sjeverna Makedonija, dobit će veliki broj i Albanija, veliki broj ima i Srbija. Ali oni nisu isti, oni su bitno različiti u nekim segmentima. To govorim iz razloga da vam pokažem da je proces maksimalno individualiziran. Da li će jednog trenutka, kroz nekoliko godina, Evropska unija zaključi da bi ipak bilo dobro da se ide sa paketom, pa da države Zapadnog Balkana zajedno uđu, ili će individualno biti, to ovog trenutka nitko ne zna. Ali sustav benchmarka rezultira činjenicom da je proces skrojen sada po svakoj državi posebno. I mislim da to otežava filozofiju regate, jer mi smo uvijek govorili da li je konvoj ili regata. Filozofiju konvoja. U konvoju idemo svi zajedno, ali putujemo brzinom najsporijeg broda. U regati, na regatnom polju, ko uhvati najbolji vjetar, ko prvi prođe, prođe. Ja mislim da ovog trenutka imamo regatu, da li će regata prijeći u konvoj jednog dana strateškom procjenom Unije, to ovog časa niko ne može znati, ali ovog trenutka imamo regatu. Благодарам. По интервјуто со хрватскиот дипломат и експерт за ЕУ ќе видим уште еден блок реклами по кој е новата саботажа. Бидете на Алсат. Целта на секој осмислен
пропис е преку него да се воспостави поредок кон кој сите ќе се однесуваат со почит. Доколку тоа не го прават, се разбира, следуваат санкции. Сепак, во Јегуновце градоначалникот, иако евидентно правилно ја поема стварноста, решава да си најде оправдување во својата способност да расудува. Градоначалниче, според законите, дали имате право да го стопирате населено место, иако не е? Не, немам. Да. Дали сте свесни дека кршите закон? Не сум свесен, да. Отсуството на доволно свест веројатно е пречка и за политичката пиар изведба со која на сметка на граѓаните се испорачуваат најразлични телефонски именици, пратки, пакети кои би требало да упатуваат кон најповолниот понудувач за стабилизација на енергетската криза. Ама тие никако да стасаат на точната адреса. Тој вика давам, имам ја понудувач, овој вика ќе ги доставувам, оној третиот вика јас ќе одлучувам. Никој никому не може да му биде поштар да му носи тамо документ. Може би не се работи ниту за поштенски проблем, туку за нешто подлабоко. Его, веројатно комплекси за кои тешко се наоѓа решение. А оние, кои онака немаат мака со нив, со сиот ризик дека може би и самите дале придонес, најуваат дека им се отвара можност да го демонстрираат новостекнатото знаење. Немам комплекс од титули, доволно ми е на докторска титула, што имам доктора рударско-геолошки науки. Јас веќе можам да докторирам на невладење на правото. Со европски и светски титули може да се пофалат и други, само што нивните никако да бидат признаени. Од завис на локалните шерифи, кои ниту на сон не можат да стасаат до тие височини, од кои јасно се гледа колку е длабок амбисот, кој не го создава спортот, туку политиката. Тоа не е фудбалска федерација, давно стана приватна фудбалска федерација и репрезентатив. Последните надпревари, особено оној со Бугарија, вистински ја покажаа сликата за состојбите. Впечатокот дека самите губиме од себе добива поголема јасност, штом се споделува информацијата дека дури и сме примиле автогол. Впрочем, голот што ни го даде бугарскиот репрезентативец го дал Македонија, човекот Пиринска Македонија, сега македонец или бугарин, негова работа како се изјаснува. Меѓутоа Кирил Лесподов е од Пиринска Македонија. И на крајот, за оние кои себе си се сметаат за голгетери, ама од страв дека ќе треба да греат клупа, за да останат на теренот, не ги штедат по фалбите кон селекторот. Дуи е Али Ахмети и Дуи има потреба од Али Ахмети, а не Али Ахмети од Дуи. Народот има потреба од Али Ахмети, а не Али Ахмети од народот. Ова инспиративна логичка низа, за среќа на авторот, не продолжува. Оти според редоследот, се паѓа во замка во која треба да се докажува причината за постоењето на Дуи. Ако таа нели Али Ахмети, а тој и онака нема потреба од народот. За овие и за други содржини посетете веб страницата 360stepeni.mk. Тука завршува ово издание на 360 степени, следното е в петок од 22 часот. Останете наосад, погледнете ги и вестите. Пријатно!